воопшто кога се размислуваше за законското решение и за воведување на некакви либерални политики. Нели во регионов сме ние меѓу водечките држави кога станува збор за масло од канабис. Меѓутоа секогаш постои размислување од идеја до реализација. Ова рестриктивна политика на Република Македонија не беше вака замислена во однос на медицинските цели. Зошто? Знаеме, сите сме сведоци дека кој денес може и каде може да се купи официјално, легално маслото од канабис. Се знае дека само една компанија фармацевска има лиценца и така натаму. Морам да ви кажам сега и од коруптивен аспект како тоа изгледа. Во однос на формирање на цена, во однос на продавање и така натаму, во однос на квалитет и така натаму. Нашата идејата беше одлична заради медицински цели. Меѓутоа, дефинитивно, изостана она што се нарекува константен квалитет на маслото од канабис и втора работа, монополска положба на компанијата која што го продава. Тоа генерира други форми на криминалитет, кои што треба гласно да ги кажеме, и објаснувањето на надлежните здравствени или не знам кои власти е дека во најскоро време ќе имаат конкуренција. Значи, ова ме потсеќа на еден социјалистички модел. Имаат и ексклузивно право, не ексклузивно право, затоа што државата им го дала ексклузивното право да бидеме отворени. Со високи критериуми и така натаму. Меѓутоа, ако направите парабола во однос на тоа дали и други фармацевски компании може ова да го прават, дефинитивно можат. Зошто не добили лиценца? Не може да ви одговори.